Се започна во 2019 година, кога еден од нашите колеги тука во Когнизам ни предочи дека постои таа идеја во IT заедницата да се создаде еден таков настан, каде што ќе се соберат компании од IT заедницата и на еден многу убав начин ќе обележат одреден период од годината и ќе донираат средства на оние на кои што навистина ме потребно, во случајов СОС Детското село. Бидејќи СОС Детското село се пред се здружение кое што се грижи за оние кои што се нашата иднина, а ние сме и општествено ангажирана организација, односно компанија, сметавме дека тоа е еден многу убав начин да придонесеме. Со тоа што во 2019 година додека имаше настан поради тоа што не живеевме во вакви времиња на социјална изолација и слично, изгледаше многу поинаку од тоа што изгледа сега, што изгледаше оваа година, меѓутоа и оваа година беше навистина интересен настан, бидејќи дигитално се споивме повеќе компании во одреден период, имавме некој вид на надпревар, па споивме неколку интересни идеи. Прво, општествената ангажираност и второ, грижата за самите себе и сопственото здравје, односно движењето. Како што спомнав, во 2019 година настанот беше малку поинаков, додека оваа година искрено мене многу повеќе ми се допадна, поради тоа што буквално сите вработени и од нашата фирма и од останати фирми беа навистина ангажирани во самиот проект. Практично учествувавме во еден вид на надпревар, каде што се надпреварувавме кој повеќе ќе извози точак, кој повеќе ќе испешачи и така натаму, и сето тоа се мереше на една апликација. И мислам дека, баш како што реков, буквално се споија две убави цели, едната да помогнеме на тие што може, а друго и да се грижиме за сопственото здравје, особено во период кога сите се заседовме дома, работиме од дома и така натаму. Така што можам да кажам дека беше супер прифатен настанот. Навистина голем број од нашите вработени се вклучија. Па мислам и бевме една од најангажираните компании кои што учествуваа во проектот. Нашите очекувања веќе се остварени. Прво тоа што знаеме дека дел од средствата кои што ги дониравме одат во СОС Детското село, односно дека некако сме помогнале. Второ, реално оваа иницијатива ни даде и тема на разговор. Многу често во канцеларијата тука се случуваше буквално луѓето да се покажуваат колку имаат испешачено, колку имаат извозено со велосипед. И исто така како млади луѓе нормално заинтересирани сме за дружба и со самото тоа што бевме во можност да се споиме со други наши колеги од IT заедницата, мислам дека дури и се надминати сите наши очекувања и особено морам да ги пофалам сите оние кои што стојат за организацијата на оваа иницијатива, поради тоа што во време на пандемија, кога немаше многу активности, немаше многу настани, успеа да најдат алтернативен начин ова да го изорганизираат и со самото тоа да ни го тргнат малку умот од она за што секојдневно се го размислуваме и се занимаваме и малку да го насочиме на позитивни работи.